sad najavio дека 12. февруари ќе дадат своје мислење дали се исполнети условите за фер и демократски избори. Доколку тие процена дека условите не се исполнети, дали вашата партија е отворена за нов датум? Ние работиме во исполнување на сите потребни околности, сите граѓани на Република Македонија се чувствуваат доверливо спрема државата, да чувствуваат дека изборниот процес е во ред и мислиме дека тоа ќе знаат да го ценат и представниците на меѓународната заедница. Господин Димов, кога сме веќе кај медиумите, денеска дополнителниот заменик министер Кирацовски обвини дека образложи дека ВМРО ДПМН исплатила 13 милиони евра на Сител, Алфа и Канал 5 за пропаганда. Како вие тоа коментирате? Со насмевка. Како да го коментирам поинаку, јас не сум видел што денеска господинот Кирацовски истакнал. Дозволете ми да го погледнам неговиот прес, па подоцна да ви дадам одговор. Да, во контекст на тоа, јас сакам да ве прашам, бидејќи вие цело време се публикувате на европска пракса во спроведување на закон за медиуми, иако европски експерт нуди решение за медиуми. Кој што го нема никаде во Европа. Да, меѓутоа тој е сепак експерт кој е испратен. Не, тој е по професија социолог, ако не се лажам. Да не ги мешаме работите, мораме да бидеме прецизни. Во ред, меѓутоа сега ќе влезам во дискусија, не сакам. Повелете прашањето, да, во ред. Сакам да ве прашам една работа. Во која европска земја постои пракса, еве може и да истражите и да ми одговорите, каде што на има реклами, една влада исплаќа средства на медиуми, така? Исплаќа средства во вредност од 5 милиони евра. Во секоја. Например, сега ќе ви кажам, например, оној предлог закон кој што ние го подготвивме, е во насока на регулација на тоа како ќе се делат средствата за владино информирање, е работен врз база на австријски закон. Тоа постои во Австрија. Тоа постои и во Германија. Се надевам дека овие две држави ви се сосема доволни. Во тој закон, заради ваша информација и за да не бидете дезинформирани од поединци во нашето општество, има две клучни работи. Првата клучна работа е дека е прецизно дефиниран што е јавен интерес. Значи, владата, институциите, локалната самоуправа нема да може да финансираат никакво информирање на јавноста доколку не се утврди дека тоа е јавен интерес. Јавен интерес би било заштита на животна средина, безбедност во сообраќајот, борба против пушењето, борба против наркоманијата и така натака. Другите работи нема да бидат јавен интерес. Тоа е првата вредност на тој закон. Тоа беше и една од главните критики како владата одлучува што да рекламира. Другата работа, која што е многу прецизна и многу значајна, што беше барање од Европската унија, да има прецизна методологија како се делат средствата кои што државата, различните органи и локалната самоуправа, тоа го прави и општина Куманово и општина Струмица, го правела и општина Охрид, но не се. Како државата и државните и локалните институции ќе ги делат средствата. Затоа ние во законот предложивме прецизна формула. Значи, колку средства, кој медиум ќе добие, а ќе добијат сите, без исклучок, нема да зависи од политичка волја или од политичка одлука на било кој државен орган, туку ќе зависи од прецизно утврдени формули за кои што има согласност од најголемите национални медиуми. А дали има други прашања? Да, само малку ако може да... Бидејќи според предлогот на Ван Халте, тој вели во неговиот предлог за владино рекламирање, оние кои што се од јавен интерес, као например кампања за за здрав живот, за против пушење, тие да видат бесплатни реклами на владата, тие да не мора владата да ги плаќа, бидејќи се од јавен интерес. Зашто е тоа неприфатливо за нив? Видете, не е прашањето дали е неприфатливо или прифатливо, прашањето е дали е логично или нелогично и дали го има како пример некаде или го нема како пример некаде. Заради тоа што да може државата веројатно на јавниот радиодифузен сервис како нејзин сопственик да го побара тоа, но не може од приватна фирма да го побара тоа. Комерцијалните медиуми, извинете, се приватна фирма. Тоа значи државата дава концесија на телевизија 27 и вели, пошто јас ти давам концесија, ти ќе ми даваш 1 саат време. Тоа знаете на што личи? Као на тие приватни фирми кои што добиле концесија за црпење на песок од патот Гостивар Кичево, да им речеме се државата ви даде концесија, но вие
20% од вашето производство на песок ќе го давате на државата. Тоа во либерална економија, во пазарна економија, тоа така не функционира. Значи не постои никаде. Тоа може да постои во замисли на луѓе кои што се желни или патат за минатото социјализмот, кога државата ги регулираше тие работи, кога државата можеше да бара и да наметнува. Сега тоа не може. Спротивно на тоа, ние нудиме концепт кој што ќе биде растеретен од било каква политичка волја или одлука од една страна, од друга страна на некој начин ќе биде и поддршка, посебно на локалните и регионални медиуми, кои што, извинете, за разлика од националните медиуми, се во многу тешка ситуација, а се од врвен интерес да се запази информирањето на граѓаните на локално и регионално ниво.